живееме во ерата на информатичко општество, кое што со примена на информатичко-комуникацијски технологии носи забрзан економски развој и забрзување на сите процеси во општеството. Ова е неминовен процес кој што во последниве години допринесе масивно сите можни технологии да се применат не само во обичното секојдневно живење, туку и кај деловните субјекти. Често пати може би се случува и на вас или она што е пракса во светот, дека од толку примена на ваквите уреди на паметни телефони, користење на технологии на тачскрин, дали ви се случило често пати кога ќе читате материјал кој што е испринта на хартија, кој ќе видите дека е поцртан или е болдиран некој термин, а барате објаснување, махинално да притиснете со прстот очекувајќи дека ќе се отвори нов монитор со ново објаснување. Од друга страна, во ерата на такви технологии, деловните субјекти досега се содруваат со проблем каде што треба да ги исполнат обврските согласно Законот за прибирање на податоци кон Заводот за статистика и колку прашалници, толку пати компаниите треба да ги пополнат своите генерали за име на компанија, контакти, телефони и други адреси. Ќе направиме сублиматно овие две работи, зошто да не се искористи она што е придобивка што веќе постои за собирањето на ваквите податоци. Дали постои инфраструктура и каде се наоѓа Република Македонија како предуслов за да може да се применат кон новите начини, односно забрзаниот начин на прибирање на податоци со примена на информатичко-комуникацијските технологии. Согласно податоците што ги има објавен во 2012 година Светска банка во однос на користењето на интернетот воопшто кај населението во Македонија, според овие податоци 63 од вкупно 100 жители во Република Македонија во 2012 имале пристап до интернет. Меѓутоа, кога станува збор за деловните субјекти, согласно истражувањето кое што го спроведува Државниот завод за статистика, истражувањето е спроведено во јануари 2013 година, објавено во октомври 2013 година. Според него, компјутер, односно информатичко-комуникацијски технологии, деловните субјекти користат некаде 94,5% од деловните субјекти. Од нив 91,8% имаат пристап до интернет. Значи веќе кога имаме пристапност до интернет, кога веќе имаме информатичко-комуникацијски технологии во секојдневната работа на компаниите, зошто тогаш да не се спроведат и ваквите напредни алатки. Останатите статистички податоци зборуваат дека од официјалните податоци, значи од Државниот завод за статистика, дека компаниите ги користат дури и мобилните уреди. Значи, дозволиле работодавците, вработените внатре да имаат пристапност до нивните апликации, алатки, електронска пошта, да пристапат преку мобилен уред. Тоа е процент некаде околу 74%. Од друга страна, според официјалните податоци, некаде околу 54,1% од компаниите имаат своја појдовна веб страна. Значи, не збориме за каков колистано, меѓутоа веќе има своја страна преку која се представени на интернет. Согласно Законот за државна статистика, деловните субјекти кои што ќе бидат избрани да се во примерокот за доставување на податоци се обврзани законски и казните се навистина преголеми. Како директор понекогаш бев и критикувана зошто не отпочнувам постапки. Јас се уште сакам да бидам оптимист дека деловните субјекти треба да препознаат дека податокот не го доставуваат за статистика, го доставуваат за произведување на официјални податоци кои што се пак основа за преговарање со Европска унија. Затоа што во преговорите со Европска унија само официјалниот податок произведен од Државниот завод за статистика е релевантен и тоа е тој индикатор врз основа на што се оценува состојбите и во македонската економија и вкупно во Република Македонија. Значи, тие се обврзани. Дали има што не доставуваат? Има. Со нив имавме, да речеме, отпочната постапка, но не во насока да дојдеме до фазата на казнување, во насока да им ги кажеме обврските, да им објасниме зошто треба да ги доставуваат податоците, но би рекла дека сепак е мал број на овие фирми и ние оценуваме колку тие влијаат на репрезентативноста на податокот кој што на крајот треба да се добие или пак се заменува со слична единица. Единица за нас како термин извештајна единица. Што ќе придонесе ова? Значи, клучни индикатори за и квалитетот на работата на секоја статистичка институција, не само на Државниот завод за статистика, се неколку работи. Тоа е релевантноста, тоа е веродостојноста на податоците, тоа е навременоста, квалитетот на податоците. Колку податоците се релевантни? Ние објавуваме, веќе спомнавте, индикатори затоа што ние сме должни да ги информираме корисниците за секој податок колку е релевантен. Значи, даваме индикатори за квалитетот на она што сме го произвеле,
На овој начин очекуваме релевантноста да биде секако поголема, очекуваме навременоста да биде поголема и секако квалитетот на податоците. Затоа што, јас само накратко се објаснував, овде ќе нема можност да се прејде на следно прашање ако не го одговорите квалитетно претходното прашање. Што значи сите можни контроли веќе во системот се вклучени. Тоа не значи дека сега немало такви контроли, но тие биле рачни, јас го нарекувам тоа класичен начин. Значи, очекуваме сите овие индикатори за квалитетното работење на една статистичка институција навистина да бидат многу подобрени. Мале бројот на фирмите, затоа што според, јас веќе испомнав дека оптовареност како се мери најчесто во поголемите европски земји се практикува да одредени фирми одморат. Значи, по сите истражувања, по сите критериуми, ако биле избрани во некои истражување или учествуваат во 2-3 истражувања, во одреден период се заменуваат со други фирми. Република Македонија, како мала економија, нема таа можност, што значи дека големите и средните фирми скоро сите се во сите истражувања. И кај нив и немаме одстапување од она што значи соработка со Државниот завод за статистика. Проблем имаме со помалите фирми, но пак во вкупната структура на фирмите во деловните субјекти во Република Македонија најголем број е на малите фирми, што значи кај нив пак имаме можност за замена ако одредена фирма во одредена дејност. Она што е клучно за нас да имаме репрезентативност на ниво на дејност.